Добро вечер, јас сум Сања Васич, а ова е топ тема на Телма телевизија. Од вечерва, па секој петок, ќе ги анализираме во прес форум настаните кои одбележаа неделава. За вечерва ќе дебатираме на три теми. Пукна бомбата на Заев, жртви нема. Окупација на факултетите, студентите непоколебливи во одбрана на своите права. Зошто никој не одговара дури кога бирократската небрежност чини живот? Ова се само дел од прашањата на кои вечерва ќе разговараме со моите гости, колегите Зоран Бојаровски, Мухамед Зекири и Зоран Димитровски. Настан која одбележа неделава, уште во понеделникот, пукна бомбата на Заев. Настрадани нема, но што не очекува? Политичка неизвестност или можеби известност? Бојаровски? Мислам дека не е дури се уште, можеби ќе звучи вака за некој, може и да не се согласи за тоа, но мислам дека не сме свесни се уште за димензиите на целата оваа ситуација, целосно вака. Ја немаме целосната слика, иако таа може да се насити, таа ги исцрпува своите контури, меѓутоа како ќе оди сето ова и како ќе заврши, навистина е многу неизвестно, со оглед на тоа дека има и се уште прилично отворени прашања кои треба тој што ја поттикна целата оваа работа да даде одговор на многу дилеми што се појавија во меѓувреме. Веројатно ние ќе разговараме понатаму за тоа како целата оваа операција, да ја наречам, гледана од страна на тој што ја поттикна лидерот на Социјалдемократскиот сојуз се менаџирана и како тоа одекна во јавноста и какви ефекти предизвика досега. Веројатно во текот на емисијата ќе разговараме, да не почнам веднаш со тоа, но е генерално вака, навистина мислам дека сме соочени со доколку се докаже дека е точно сето она што е наведено во првата експлозија на бомбата, бидејќи очигледно ќе следуваат неколку, барем така е најавено, димензиите навистина се од тој аспект прилично сериозни, да не употребам некој многу посериозен збор, и Македонија е исправена, државата, граѓаните, доколку пак ќе речам ова е точно, пред една ситуација која ќе предизвика нешто што јас го нарекувам, тоа едноставно така мора да заврши, ја не знам како поинаку би завршило тоа, со известна катарза на целата нација, на сите луѓе што се вклучени, сите етнички заедници, и мислам дека во таа катарза ќе означи еден нова фаза или нов почеток во демократијата во Република Македонија. Да, но овие денови ништо не се случува. Ништо не ни навестува. Зекири, мислите ли дека така бомбастично ќе заврши? Сега мислам дека ситуацијата е пресериозна. Иако некои, и можда и дел од нас знаеме и по социјални мрежи кои што се популарни да се пошегуваме на оваа тема, но темава не е за шега, туку е пресериозна ситуацијава. Неизвестно е докрај како ќе се развива целата работа по објавувањето на тоа што го објави лидерот на опозицијата, односно претходно на сето тоа предничеше пресконференцијата на премиерот. Ја не би се согласил во делот со Бојаровски кој што велел доколку е точно. Ние знаеме дека е точно. Премиерот за прв пат излага на пресконференција и кажува дека да, тоа што поседува опозицијата е точно, делумно точно и нешто не е точно. Тука више дилемите се трнати, дали е тоа точно што поседува опозицијата. После тоа, сега ние ја разбираме логиката зошто Заев и СДСМ излезе со мал дел од снимките. Целта му беше да покаже дека поседува нешто. Дека кои се прислушувани? Прислушувани опозицијата, се прислушувале меѓу себе, прислушувани се и албанските политички партии. Кој од нив излезе да каже дека тоа што го слушнавме не е точно? Ние немаме во моментов ниту еден што излезе да каже дека не е точно. Што значи дека мене ми дава за право првично изјавата на премиерот, па после тоа тоа што го објави опозиција да верувам дека се што поседува е точно. И на тоа ме наведува уплашеноста и сите грешки понатаму што ги направи Груевски во Чекори после објавувањето на неговиот во наводници пуч на државата. Сето тоа го натера да ретирира на многу сериозни теми, во кои што оваа влада, откако владе од 2006 па навака Груевски го знаеме,
за ништо не сакаше да слуша критично мислење или да слуша различно мислење, за да ретерира за нешто што он наумил да го направи. И сега, за само кратко време, он ретерира на многу значајни теми кои што толку јако и силно ги бранеше. Да. Не, јас не се спротивставувам на тоа дека според реакциите можеме да извлечеме таков заклучок. Но бидејќи јас во принцип, сега ќе скажам еден личен принцип кој јас го застапувам, сум во принцип сум легалист и сакам целата оваа приказна и било која друга приказна од ваков карактер или од ваков обем, ако сакате, иако до сега од ваков обем, според сите индиции сме немале нешто вакво, но сакам тоа да помине низ системот, низ легалистичкиот систем, значи низ правосудниот систем и да има исход кој ќе ги потврди сите индиции за кои ти зборуваш и за кои јас согласувам како реакции на тоа што беше објавено. Но навистина сакам тоа да помине. Сега вие ќе речете како ќе помине правосудниот систем, но за тоа спремен сум да разговарам. Заев најави докази, тој постојано најавува. Но Димитровски, нели сметате дека премногу тактизира? Со толку тактизирање 4 месеци да се поседува материјал како што тој тврди, од прислушување на 26.000 граѓани да се чува само за себе, па одново во понеделникот објавува еден мал дел на разговори кои, да бидеме искрени, не ја потресува, не покажа криминал, како што не вуваше, не покажа други некои работи. Дали сметате дека ова тактизирање го намалува ефектот што тој сака да го постигне? Пред да збори Жоро, само да навлезам, криминал е само до тоа што некој прислушува. Да, се разбира. А после тоа ќе се навлезе во Значи, суштина. несомнено, ова што го велат колегите, кривично дело е да прислушувате. Според Кривичниот законник на Република Македонија, ако сте службено лице, кривично дело е, иако казната е навистина за мене неспоредливо ниска, од 3 месеци до 3 години, ако сте службено лице и ако сте ги вклучиле државните уреди за прислушување, тогаш вие одговарате од 3 месеци до 3 години. За разлика од нашиот колега Кежаровски, кој одговара од 4 години нагоре. Но сега тоа настрана. Во однос на она што господинот Заев, дали се работи за политичка стратегија или тактика, тоа е работа на политичката партија СДСМ и тука немам намера да се мешам. Меѓутоа, факт е дека она што се случи во Македонија е една драматична пресконференција пред се на премиерот Груевски, кој најави процес за шпионажа и за насилство за менување на уставниот поредок против лидерот на опозицијата. Тоа за мене е безпреседан процес во демократиите во Европа. Па ако сакате и во Југоисточна Европа, не сакаме да се споредуваме со некои други држави кои што се вон овие простори. Според тоа имавме значи реакција од господинот Заев, после тоа објавување на аферата прислушување, која што е многу сериозна. Значи се работи според неговите зборови за 20.000 или повеќе од 20.000 граѓани кои што се прислушувани, дека се прислушувани најголемите, врвните, значи политички играчи во државата, дека прислушувал, односно наредби издавал шефот на тајната служба, господинот Сашо Мијалков, кој што патем се роднини со премиерот и дека единствено тие двајца не се прислушувани. Односно тие двајца нивните меѓусебни телефони. Но сакам да кажам нешто друго, дека ние не можеме да релативизираме и да кажеме дека сега имаме обвинувања од две страни, нели? Туку веќе во јавноста се лиферувани снимки. Веќе во јавноста имаме податоци за тоа дека има крупна афера на прислушување и од друга страна има обвинување за шпионажа. Значи оваа работа мора да заврши. Јас имам еден проблем со, не заради тоа што институциите на системот не треба да ја завршат работа, туку затоа што има сомнеш дека институциите на системот се манипулирани од владеачките партии и според тоа не може да има доверба во институциите на системот. Од тие причини мислам дека според она како ќе се развива аферата, така ќе доаѓаме до моменти до кои што ќе гледаме политички решенија. Момент кој се спомнува во, да речеме, и во пуч
и во бомбата се инволвираноста на странски држави, на странски служби. Најпрво беше од страна на Заев. Видовме една снимка што потоа ја цензурира, каде што вели дека изворот на неговиот материјал се странски држави. Па потоа тоа го демантираше и вели дека не ја кажал вистината. Во сето тоа, од друга страна, во акцијата Пуч уапсени се само луѓе од земјава. Уапсени се Берушевски, уште 20 полицајци, потоа што упатува дека изворот е можеби тука. Каде вие ја гледате улогата? Има ли улога на странски држави, странски служби? Моето лично мислење е дека исто како и пресконференцијата на премиерот, која најави целата оваа приказна, која во моделите на менаџирањето на информациите меѓу владата и јавноста се нарекува преемптинг, предпразнење. Таа беше намерно предизвикана, односно намерно организирана, да се изврши предпразнење, да се подготви јавноста за нешто што следуваше. Тоа е вообичаена пракса во менаџирањето на информациите, во пропагандата, ако сакате. И ова второто, измислувањето, односно промовирањето на надворешен непријател како фактор во оваа приказна, е исто така дел од тие механизми. Значи да кажете, иако тука да речеме, кога зборуваме за тактиките и на Заев, а и на владеачката гарнитура, има лошо одиграни потези кои предизвикуваат сомнежи и да и не. И тоа е нешто што за сега, барем јас, не можам да бидам категоричен и да тврдам дека има вовлечено странски служби, иако многу сум повеќе поблиску до ова што почнав да го кажувам, дека е тоа измислување на една теза кон која треба сега да се насочи вниманието. И како што гледате, целата јавност која ги поддржа тезите на премиерот, ја прифати таа игра, тоа измислување на непријател, на надворешен непријател, за да го стимулира тој тип на стравови меѓу во јавноста во Република Македонија, на што се налепија овие новоформирани здруженија на граѓани за одбрана на Македонија, од кого, не знам, навистина, ако нема сериозни индиции, дури и да ја бранат Македонија од надворешен непријател, не знам како тоа би го направиле, а кога би ја бранеле Македонија од натрешниот непријател, кој, ја не знам, од мене ли ќе ја бранат Македонија, или од Зекири, или од Зоран, или од вас, од кого ќе ја бранат Македонија? Зошто има потреба за такво нешто? Но тоа е сето тоа влегува во таа приказна на креирање на една атмосфера која сосема ќе го пренасочи вниманието и ќе ги поттикне колективните стравови во Република Македонија, кои веќе со децении, особено од кога оваа политичка гарнитура на власт, се прави прилично активно. Најмногу, сакам да се надоврзам дека, најмногу во тврдењата дека се инволвирани странски служби, не верува самиот премиер тој што го кажа. Затоа што токму тој и неговиот братучет Мијалков знаат многу добро од кај се информациите сега веќе. Ја тврдам за тоа, да има било што друго, они до сега ќе излезеа уште милион пати и ќе збореа за тоа. Он излезе само еднаш кога се појави пред јавноста, нивните министри се кријат, ги нема нигде за да зборат за оваа тема, го нема ни него никаде да збори. Он знае многу добро. Да имаше било која странска служба, ќе имавме некој доказ до сега покажано дека има индици целава прича да се тера натака. Вие сами спомнувате дека уапсените луѓе сите се луѓе од внатре од Македонија. Вчера во еден неврзан разговор со еден пратеник во Македонија се наоѓа германска делегација парламентарна и на почетокот со станокот германците се пошегувале. Рекле кога дојавме тука мислевме дека има тенкови на улица. Знаете што да се спремало пуч. Има интерес од странските држави. Гледаме, спомнавте германска делегација на Бундестагот. Имаше представник на Меркел пред некој ден. Амбасадорите се многу
активни. Па ја знаат сериозноста на целава ситуација. Не само тоа, знаете што, ако има 20.000 прислушувани граѓани, има сигурно и многу амбасадори прислушувани. Значи дека и на странски држави амбасадори се прислушувани. Сакам нешто друго да кажам. Кога вие зборувате странски служби и сте власт, треба да имате предвид дека во вашата држава, значи легално, легитимно функционира една странска служба со која вие имате договор затоа што сте членка, фактички подписник на договор специјален со Соединетите Американски држави, во кој Централната агенција на Соединетите Американски држави, ЦИА, има одделение во Америка. Ние знаеме дека господинот Цилјан Аврамовски, кој што беше во Управата за безбедност и контраразузнавање, долго време беше во минатиот систем, значи беше и во времето на СДСМ, остана помошник и кај господинот Мијалков. Значи, господинот Аврамовски беше човек за врски со ЦИА. Во ДБК постои одделение кое работи за ЦИА. Значи, ве молам, ако вие сакате да говорите дека странска служба делува во Македонија, делува, да, легално и легитимно, на која што ние ги даваме сите податоци поврзани, нели, со регионални безбедносни интереси, со некакви, не знам, фундаментален ислам и така натаму, милитантен ислам. Значи, да, сите но не информации. за... Ве молам, но сакам да ви кажам, ако вие имате легитимна служба која делува во Македонија, со какво лице вие како премиер говорите за странска служба дека делува во Македонија? Од друга страна, ја искрено да ви кажам, 20.000 телефонски разговори во Македонија, без оглед нели за кого станува збор, странска служба не може да слуша. Може да слуша единствено македонска служба затоа што нема интерес. Странската служба има интерес евентуално да слуша 5-10 луѓе кои се на позиции во владата, во војската, во полицијата. Зошто би имала интерес да ги слуша медиумите? Зошто би имала интерес да ја слуша опозицијата? Која е таа странска служба што главните луѓе во државата? Значи се работи за прислушување на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање на петата управа. Се сеќаваме на аферата Голем Уво 2001 година. Се случуваше слично нешто, меѓутоа сега се случува нешто друго во драматични размери. И по мене бомба е самото прислушување, но јас очекувам, според тоа што го најави лидерот на опозицијата, и други бомби, според кои, нели, ако тогаш беше самото прислушување, сега се и кривични дела поврзани со организиран криминал и многу други, нели, престапи на законите. Самата бројка од над 20.000 прислушувања ја регистрира и странските медиуми кои известија за оваа афера во Македонија. Предлагам да го видиме прилогот како тие известува. Македониликс, ова е насловот на Српска правда за компрометирачкиот материјал кој започна да го објавува опозицијскиот лидер Зоран Заев. Илјадници биле на мета на македонските безбедносни служби по наредба на премиерот Груевски, пишува денеска бугарскиот весник Актуелно, цитирајќи го Заев за објавата за монструозна машина за прислушување. Странските медиуми истиот ден, кога челникот на СДСМ пред новинарите обелодени, дел од снимените разговори ја пренесоа информацијата за масовното прислушување, нагласувајќи ја загриженоста на нивните лидери за политичката криза во Македонија. Зоран Заев ја активираше политичката бомба. Челникот на опозицијата го обвини премиерот за прислушување. Македонската власт прислушувала 26.000 граѓани. Ова се насловите на хрватските медиуми. Дел од македонските медиуми на целата прва страница ги објавија обвинувањата на Заев до власта. Дел пак на насловните страници има сосема други теми. Михаел Мартенс, новинар на германскиот дневен весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, во својот текст напиша дека обвинувањата се сериозни и мора да бидат истражени, но се недокажани. Според Мартенс, во земја со 2 милиони жители би било неверојатно да бидат прислушувани 20.000 лица, како што тврди Заев. Мартенс иронизираше дека ако ова тврдење е навистина точно, на Македонија би позавидела дури и шпионската служба на некогашна Источна Германија. Но текстот на Дојче Веле насловен и шефот на Штази би бил горд на Груевски и Мијалков од страна на македонските медиуми беше пренесен како Македонија се претворила во Источна Германија. Ова е многу неточно толкување на текстот што го напишав јас, реагира денеска Мартенс.
Го продолжуваме разговорот за темата на неделата, бомбата на Заев. Зекири, колку таа може да влијае или е тест за владеачката коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ? Таа е тест за цела држава, не е само за владеачката гарнитура. Оваа владеачка гарнитура нема да го преживее сето ова. И не сме, затоа што се знае кој го нарачал тоа и кој стои за прислушувањето. Тоа што според мене во оваа ситуација албанскиот партнер треба да го направи е треба да знае како да се позиционира во оваква ситуација. Седењето се уште со Груевски заедно во оваа влада и после ова, знаејќи дека он те прислушкувал и тебе, твоите министри, твоите соработници, ќе значи само дека си соучесник у сето тоа. Тој рече дека не е вознемирен многу, дека тоа се случувало и во други држави. Да, после тоа сака да ме убедат дека не го мислел баш така. Туку мислел дека во другите држави кај што имало вакви работи имало разрешници. И очекува разрешница, од друга страна се повикува меѓународен фактор да дојде да го води процес, затоа што нивниот министер за правда не верува во ова судство. Како да веруваме ние граѓаните? Како да веруваме во еден правен систем, во една правна држава, кога министерот за правда ти го вели тоа? Гледаме што прави обвинителството. Циркус направи од целиот случај и ние очекуваме да има судска разрешница. Значи, тоа е најболното тука, што јас не верувам, ако вака останат работите, со овие луѓе кои што се на раководни институции, било во судството, било во секаде во државата, дека нешто ќе мрдне и на крај ќе се дознае вистината. Бојаровски, зошто ако доказите кои ги поседува Заев според Зекири се толку цврсти, зошто е таа предпазливост? Многу предпазливо тоа го откри. Во понеделникот, тоа што го имавме прилика, тие разговори да ги слушнеме, беа, како да речем, некои дори ги нарека за сеир. Да. Прво, уште еднаш да потенцирам и колегите го кажаа тоа, првите индиции дека имало прислушкување во Република Македонија неовластено, се доволни за да има голема афера. Сето тоа што ќе следи дополнително, што ќе биде откриено за, како што велат, дека има разговори поврзани со криминали, поврзани со одредени случаи, поврзани со мултиетничките односи во Република Македонија, што е особено чувствително прашање. Сето тоа, доколку пак се докаже, јас сум многу внимателен, инсистирам на тоа, но велам, доколку пак се докаже, навистина ќе предизвика многу сериозни последици. Конкретно на вашето прашање, она што можам да го кажеме, да речеме, да го споменам тоа што го кажува Заев, кој вели дека треба да бидеме внимателни, треба да дадеме шанса, ние ќе откриваме чекор по чекор, ќе ги откриваме работите, тие се многу страшни и така натаму и така натаму. Другото е, јас предпоставувам дека во целата ова начинот на кој тргна откривањето на работите, може би остава простор за некаков договор. Тоа е она што мене од една страна ме плаши, затоа што јас инсистирам на тоа дека политичка разрешница на, ако се докаже ваква афера, е многу малку. Тоа не е ништо. Затоа велам и затоа сосема поинакви последици по политичкиот амбиент во Република Македонија. По сите субјекти што учествуваат во тој политички амбиент во Република Македонија, ќе има сосема поинаква средина и сосема поинаква основа ќе се создаде кога овој случај ќе има и правна разрешница. Димитровски, дали може би она што го вели Бојаровски, овој молк се должи на престојната посета на еврокомесарот за проширување и добрососедство Хан, кој инсистира да се воспостави повторно политички диалог. Дали нешто се случува за сената сепак? Не знам дали точно Хан, но за сето време има бекграунд на политика во сето ова, се разбира. Ја не верувам дека дипломатите седат со скрстени раце во Македонија и дека оставаат да ја разрешуваат политичките актери состојбата меѓу себе. Значи се разбира дека има политика за сето ова и дека има диалог. Мислам,
дека има притисоци. Ние слушнавме дека господинот Заев вели дека диалогот прекина и дека во последното интервју дури рече кај Мухи кажа дека веќе ни прашањето за техничка влада не доаѓа во предвид. Но мислам дека политичките актери, меѓународната заедница до последниот момент ќе се трудат да воспостават политички диалог и да го разрешат ова, би рекол, пред се политичко прашање во Македонија, затоа што без оглед на димензиите на аферата, на крајот на краиштата сите ќе мора да седнат во институциите на системот, дали е тоа парламент, дали е суд, и ќе мора на крај или да се гласа доверба или недоверба на влада, или во судот, нели, судиите да покренат, односно обвинителството да покрене, затоа што се уште нема покренат обвинителен акт против господинот Заев, или да не покрене. Значи, јас мислам дека сега дипломатските напори се одвиваат во тој правец, од една страна. Од друга страна, мислам дека сериозноста на материјалите кои што ќе го објави Заев, нели, зависи сепак од тоа што тој го има и, нели, неговиот кредибилитет. Ако станува збор за сериозни материјали кои што говорат за индиции, значи тој беше многу прецизен колку што се сеќавам, некои говорат за прекршување на законот, криминогени, нели, некои говорат само за сомневања и индиции. Но дури и да се за сомневање и индиции, обвинителството и другите органи ќе мора да ги истражат. Тој се сомнева дека тие органи тоа може да го направат, од тие причини разрешницата е на крајот сепак политичка, нели? Мораме да има. Тој верува во нова влада, во повлекување на премиерот, во нова влада, распишување избори, техничка, ако не е техничка, тогаш коалициона или некаква преодна концентрациона влада и така натаму. Значи, јас верувам дека е тоа решението. Да, јас мислам дека сепак согласувам дека не може целиот случај да нема политика и разрешница. На крај мора парламентот, како што спомена Жоро, да изгласа недоверба нова влада, да се најде модалитетот кој ќе ја раководи оваа земја до наредните избори. Но тоа што не смее да се направи е, не смее да има пазарења меѓу опозицијата и власта во однос на тоа што поседува опозицијата. Во тој случај треба да се покрене кривична пријава против лидерот на опозицијата, ако он реши да се пазари на оваа тема. Но он е решен, барем јавно до сега што има настапено, дека се што има како докази, се ќе биде прикажано јавно на луѓето да бидат запознаени. И само тука не сме да се направи грешка или да се дозволи да има било какви пазарења со тоа што поседува опозицијата за да се постигне некоја цел. Бојаровски предлага блок реклами, ќе го продолжиме разговор. Тато вели дека треба да се грижиме за природата. Ако во дизелот додадеме само 6% биодизел, добиваме гориво подобро за моторот и подобро за природата. 94% кристално чист ултра дизел, плюс 6% премиум биокомпонента. Подобро подмачкување, зголемена моќност, намалена емисија на штетни гасови. Новиот ултра дизел биоджет. Подобар за моторот, подобар за природата. Само на бензинските на Макпетрол. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Suzuki Swift. Забавен, богато опремен со јапонски квалитет. Сега достапен за 9690 евра. И новиот S-Cross со акцијска цена од 13990 евра. И гратис зимски гуми. Сите модели имаат 5 години гаранција. Понудата се однесува на ограничени количини. Проверете на mirkat.mk. Suzuki. Way of Life. Каква завршица може да има аферата што ја тресе политичката сцена? Бојаровски. Да. Јас сакам да кажам дека, значи, инсистирам на таа правна разрешница и сакам да кажам зошто. И сакам да кажам како тоа може да се изведе. Значи, политичка разрешница на овој случај може да има во две фази и тоа непоследователни. Меѓу тие две фази мора да има правна разрешница. Што значи тоа? Според тоа какви индиции има тоа што го поседува Заев, тоа има застрашувачки размер. И тоа не може да остане во рацете на еден човек или на една партија. Не може. Само околу тоа јас
немам некакви дилеми. Заради тоа, мора прво да постои еден политички договор, сериозен политички договор на главните политички актери во Република Македонија. Двете најголеми партии, вклучувајќи ги двете најголеми партии на албанците, доколку сакаат и останатите партии, се разбира, би било пожелно да ја поддржат таа иницијатива, најголемите 4 партии во Република Македонија, најтранспарентно, но не со посредство на меѓународни фактори, затоа што со тоа покажуваме дека сме држава која има особини на протекторат. Тоа не е добро. Тоа не е добро за дефинирањето и за прикажувањето на зрелоста на држава. Ако така оставиш, никош нема да се договорат. Не. Значи, сами. Дозволете ми само што ако една од владеачките партии не дуи, туку ВМРО-ДПМН, некои нејзини актери се инволвирани во тежок криминал, вклучително и премиерот, или значи како тие ќе прифатат институционално да ги решават? Доколку не прифатат, тоа покажува индици да посериозно да се сомневаме. Но да се разбереме, ВМРО-ДПМН во овој случај не е партијата што е обвинет како партија. Јасно. Да правиме разлика. Јасно е тука. Никој во Република Македонија не сме да во таа заради изместените критериуми и заради нешто што направиле поединци во таа партија, не смееме да ја обвинуваме ВМРО-ДПМН. Апсолутно. И таа партија треба тоа најсериозно да го свати. Но ако го направило раководството на партијата, што во тој случај? Партијата треба да се промени раководството. Апсолутно. Тоа е катарзата низ која треба да помине Република Македонија. Само така, кога ќе се согласат сите тие партии на тој начин, целиот пакет што го поседува Заев, тој не смее да остане кај него. Треба да му се предаде на обвинителството. Треба во обвинителството да се направи тим на кој ќе му се гарантира целосен имунитет и поддршка во работата околу истрагата на таа. Со обвинител Зврлевски, кој рече дека застарела снимката за Македонска банка, ве молам. Во обвинителството ќе се направи тим. Значи, дозволете ми да завршам. Имате доверба во обвинителството? На начинот на кој јас предлагам, мислам дека може целата јавност најтранспарентно тоа да го направи и тие луѓе да се остават да ја работат таа работа. Кој ќе биде мора да имаме техничка влада за тоа. Инаку нема шанс. Да, само уште тоа да го довршам. За тоа време владата треба да функционира како техничка влада. Многу договори треба за тоа. Ја мислам дека Груевски ја покажа неговата стратегија изминативе денови или ајде да го наречеме еден кризен менеджмент. Се согласи да промени закони преку ноќ практично, на постапка ова што го кажувате. Закони кои што ги донесе пред 10 дена. Така, закон на рарите за високото образование. Со СОНГ седна да преговараат, иако вика дека нема шанси да седна да преговараат. На што се должи таа попуста? Апсолутно само да ја омекне реакцијата на јавноста за тоа што све не очекува во наредниот период. Но мислам дека сето тоа веќе е прочитана книга. Дека Груевски сето ова што го прави више и најмало дете гледа, дека он гледа да амортизира реакцијата на јавноста. Луѓето више не веруваат на било што да направи овој премиер и оваа влада. Заедно со сите министри нивни. Никој не верува во нивната искреност и во желба нешто да поправат и да призна дека направиле грешка. Но ги донесоа законите. Законите ги донесоа, што направија? Да. Пак не се кој е ефектот на тие закони? Што сменија една година продолжија да не важи законот за високо образование? Се плашам дека Груевски е смешно. Со затварање, нели, со гаснење на тие пожари, затварање на тие фронтови се подготвува за една сериозна битка на овој другиот фронт, значи на фронтот со Заев и со опозицијата, која баш е онака водена од тоталитарни принципи и една војна во која тој сака, нели, да го затвори лидерот на опозицијата, сака комплетно да ја забошоти целата афера и сака да значи да се покаже како еден од последните диктатори во овој дел на Југоисточна Европа, во смисла на тоа дека но овие потези не кажуваат изминативе денови. Знаете зошто? Затоа што се па сега искрено да ви кажам, покажуваат затоа што тој првиот ја повлече битката. Јас не знам некој друг лидер во Европа, па и во Југоисточна Европа, кој што го гони значи премиер кој што го гони лидерот на опозицијата за уривање на уставниот поредок, за насилство на уривање на уставниот поредок без војска и без оружје, туку со некакви разговори, прислушувања. Значи, мислам дека тој ја премина веќе црвената линија. Тој го помина Рубиконот. Сега е многу тешко да се врати
И сега мислам дека има две опции. Или ќе оди до крај, значи ќе оди до крај, се спрема за таа битка последна, која што има навистина несогледливи последици, затоа што гледаме тој како ги ангажира своите дивизии на одбрана, сите овие здруженија на Јас само сакам писатели, глумци и така натаму, само уште една реченица. И значи тоа е едната опција која што може да има несогледливи последици на судирен народ со народ. И другата опција е дипломатскиот притисок да вроди со политичка разрешница, во која што сепак нема да има простување она што го вика Бојаровски за кривичните дела и евентуална разрешница. Јас сакам само да ги спомнам и да предупредам во намерите на некој за да ги наруши меѓуетничките односи во земјава. Затоа мислам дека и меѓународната заедница, па дури и Заев сам кога ги најавуваше, предупредуваше дека треба да се биде многу внимателен во тој дел. Јас се плашам дека оваа влада нема да ме изненади и да ме зачуди затоа што ние во овој период од 2006 па навака знаеме колку контролирани меѓуетнички кризи имавме во земјава, да се обиде со евентуален меѓуетнички конфликт да се предизвика за да се забошоти целава афера. Ја не ја исклучувам ни таа можност и затоа сакаме да предупредиме и да кажеме дека било што во овој период да се случи на таа во тие односи, дека тоа има само една цел. Ова да се заборави. Граѓаните треба, мислам дека се многу посвесни од порано и нема да дозволат да подлегнат на било какви провокации и да дозволат да се вовлечат во било каков конфликт за да они бидат жртви, некој друг да се спаси. Да се вратиме сепак на потезите што веќе ги направи за хонорарите за студентите. Студентите се првите кои јавно излегоа и рекоа не му веруваме на премиерот, иако отидоа и седна со него, разговара, го слуша што им рече дека ќе стави мораториум и денеска повторно ги окупира универзитетите. Предлагам да ги слушнеме студентите од аулата на Филозофскиот факултет на МФ. Да влеземе и да го освоиме нашиот универзитет! Се сеќавате ли на изјавата на премиерот? Не знам зошто протестираат. Нивна работа нека протестираат. Се сеќавате ли на сите црвени крукчиња? Затоа сега, дозволете ни да бидеме скептични во оваа ненадена попустливост. Не дозволуваме да не купи ова омекнување на реториката, бидејќи на крајот на краиштата ништо не ни гарантира дека кога се ќе стивне, нема да се заборави она што е ветено, а тоа е усвојување на целосно нов закон за високо образование. Тука сме да покажеме дека студентите не се само статистичка бројка на универзитетот. Тука сме да покажеме дека студентскиот активизам е жив и се шири како оган. Тука сме да покажеме дека не сме наивни и дека нема да подклекнеме додека не се исполнат нашите барања. Нема да се повлечеме од појаки критериуми за професорите, нема да се повлечеме од контролни механизми за проверка на знаењата на студентите. Дали тоа ќе биде државен испит, дали ќе биде нека друга форма, меѓутоа мора да има правни механизми кои ќе ги проверуваат знаењата на студентите. За мене сега за сега е несфатливо реакцијата на студентите. Ние сите наши одлуки ги донесеме на ниво на демократија на нашите состаноци, така да во зависност од исходот на состанокот ние ќе ги одлучиме тие работи, но сепак ние повеќето од нас се составот дека сакаме да продолжиме некаков притисок во однос на тоа што ние од претходни искуства и многу не им веруваме на надлежните институции во целата ситуација. Студентите не потсетија на црвените кругови со кои ги одбележуваа на почетокот кога излегоа на улиците да протестираат. Димитровски, во Фокус напишавте дека Заев не им ја припуштил политичката битка на граѓаните, туку ги потикнал студентите. Не им ставате црвен круг со ваков став? Не, апсолутно не. Јас мислам дека значи коренот на таа теза во што лежи. Да не се случаат такви избори, да не ги бојкотираше опозицијата, односно опозицијата да не
како што се случи, не седна во парламентот. Значи, ја почна својата битка за враќање на демократијата и слободата во Македонија. Да не се случеше тоа, Груевски немаше да се почувствува толку силен и таков диктатор, да донесе толку абсурдни закони, какви што се законите за во високото образование, какви што се законите за хонорарците, сето она што во меѓувреме се случуваше, нели, со образованието, синдикатите во средното образование и така натаму. Мислам дека отсуството на опозицијата во парламентот создаде една состојба власта да се чувствува многу комотно и да поведе една битка против овие групи во граѓанското општество, како што се студенти, значи образование, култура и други дејности, и сето тоа се разбира дека доведе до отпор. Кога вие ќе донесете такви абсурдни закони, нормално е дека ќе се појави отпор. Јас не сакам да му ја придадам важноста на Заев, ако сте ме сватиле погрешно евентуално, туку сакам да кажам дека токму тој потек на опозицијата кој претходно осуствуваше, ние знаеме дека претходната раководство на СДСМ, Бранко Црвенковски, имаше одреден отпор, но по притисок од Брисел брзо се врати во парламентот. Имајќи многу значи, аргументи и документи за фалсификување на избори, Заев одлучи, опозицијата која што тој ја предводи, одлучи да не игра во оваа политичка игра, и мислам дека тоа и даде комоција на власта да го направи она што го направи, и потоа се роди овие Бојаровски, движења. вие се согласувате дека Заев или опозицијата има влијание врз ова студентите? Не, апсолутно. Мислам дека студентското движење е еден многу сериозен, автентичен, многу храбар. Апсолутно треба да го поддржиме. Е само еден дел од она што последниве неколку години се појавува како граѓански активизам во Република Македонија, како нешто што е израз на една прилично висока веќе граѓанска свест во Република Македонија на одделни групи и сегменти. На многу. Многу од оние ги имавме прилика да ги видиме сите, и студентите, хонорарците, припадниците на маргинализираните групи, синдикатите и така натаму и така натаму. И тоа е една паралелна приказна во Република Македонија со она што е приказната на политичките субјекти во Република Македонија, и ние само така треба да ја гледаме и само така треба да ја охрабруваме и да ги славиме, како што напишав на мојот Facebook профил, сите нивни мали и големи победи. Да ги охрабруваме тие луѓе, секоја пројава на граѓански активизам треба да се охрабри. Тоа е нешто што се создава, што во Македонија создава едно автентично граѓанско движење кое веќе нема да молчи и кое секогаш кога ќе има ситуации без разлика на која политичка гарнитура ќе биде на власт, тие ќе знаат дека својот суверенитет власта го црпи и партиите го црпат од нив, и дека само тие имаат право да им го земат и да зборуваат во свое име за сето она што им прави било каков проблем или што не е во согласност со она што е прокламирана дека. Само една работа да интервенирам. Јас се согласувам комплетно со господинот Зоран Бојаровски. Меѓутоа, да не беше донесен таков закон за образование, студентите немаше да реагираат. Значи, станува збор за една диктатура во подем, нели? И кога го достигнува својот врв, кога допира до најниските нивоа, тогаш се раѓаат тие граѓански движења. За жал, ние претходно немавме граѓански движења. Без разлика, ама беа нарушувани многу граѓански права и немаше никој храброст. Јас се согласувам дека автентично не е потикнато од опозиционата партија. Потикнато е од тоа што има кај Груевски, кај врхушката на власт, има таква комоција да утре ви донесе вам закон да не можете во ова студио да седите како што седите, туку да треба да стоите. Значи, сакам да ви кажам дека збеснатата власт е предизвикана од некои други процеси, нели? Не е од граѓанското движење. Зошто тогаш се дистанцираат толку студентите од политика? Колку е автентично студентското движење и дека апсолутно е автентично и дека они предничат во охрабрувањето на сите други категории на незадоволни граѓани. Нема никаква дилема. Никој не може да им препише дека се дел манипулирани од една политичка страна или од друга. Најдобар пример за тоа е дека таму заедно, кога сме виделе ние последен пат, да не беа сега студентите, да видиме дека заедно и албанци, и македонци, и турци, и бошјаци, сите за прв пат да се соединат, да излезат, да го кренат гласот против нешто. Они предничат на се и апсолутно треба да се охрабрат и да се поддржат во нивната активност
што ја прават. И некој не смее да им припишува било што на тие млади дечки. Они се носечка сила, они треба да предничат во сето тоа, односно они ја веќе ја најавија промената што треба да следи во оваа земја. И нешто да не заборавиме, она што се случува во Република Македонија исто така како особина на овие граѓански движења е солидарноста меѓу граѓанските групации и граѓанските иницијативи. Затоа никако не смее да се гледа и не смее да се дозволи да се оцрнуваат сите оние што поддржуваат одредени групи, а доаѓаат од други групации. Да. Солидарноста е таа што ги обединува граѓанските организации. И само да илустрирам една ситуација, апсолутно се согласувам дека граѓанскиот револт и граѓанската акција настанува заради притисокот што го создава власта, кога ќе забега во својата. Нема шанси. Тоа вие знаете како. Вие претпоставам дека сите го имате тоа искуство. Кога држите песок на плажа, ситен песок во рацете, за да ви остане во раката, вие треба да го држите внимателно. Ако почнете да ја стегате раката, ја стегате, кај ќе отиде песокот? Ќе истече. Така истекоа студентите, така истекоа хонорарците, така истекоа маргинализираните заедници, верските заедници. Штрајкот во образование, кој што никој не се случува. И тоа се автентични процеси како резултат на стегите што ги прави. Значи, не сакам да бидам разбран погрешно дека некој политички тие процеси ги поттикнувал. Напротив, мислам дека во општество каде што немате политичка опозиција во парламентот, кога СДС ја нема, СДСМ ја нема во парламентот, кој дава сериозна комоција на власта да прави што сака, логично е да се судри со граѓанскиот свет, со граѓанските организации. Тоа мислам дека ги поттикна. Од тие причини јас тогаш напишав дека улогата на Заев да не влезе во парламентот е значајна од овој аспект. Само тоа ми беше Закирија, што ако во понеделник студентите и владата се договорат за нов закон за високо образование, им ги прифатат практично сите барања? Тоа ќе биде регистрирано само уште една победа и дека студентите се во право и дека они ќе продолжат, нема да застанат тука. Така е. Тоа така треба да се слави. Тоа треба да се свати, ништо повеќе. И така треба да се охрабрат сите други, дека тоа може да го прават. И дека тоа е апсолутно нивно уставно право да се организираат во граѓански иницијативи секогаш кога за тоа ќе почувствуваат потреба, дека смеат да излезат пред владата било каде, гласно, на било кој начин, ненасилно, да го изразат својот револт и тоа да го прават на еден креативен начин како што најдобро го прават студентите и тоа постигнува резултати. Може да трае 5 дена, 10 дена, 1 месец, 1 година, како во случајот на Милошевиќ 2000 година. Но такви граѓански иницијативи знаат да рушат режими. Но еве, ти имаат само едно барање. Имаат барање кое ќе им биде исполнето. Потоа ќе се вратат во своите амфитеатри. Книгите ќе заврши. Ама денеска беа заедно со хонорарците да им помогнат. Не, хонорарците дојдоа кај нив. Не, дојдоа кај нив, ама они им се придружија. Со сила не ги зема никој. Не мислите дека ги може да бидат злоупотребени? Не се забораваат. Тој тип на победи се нешто што, како да кажам, инфицира друга граѓанска иницијатива, охрабрува врз искуството на еден успех, се храни друг, се поттикнува нова граѓанска иницијатива која ги зима добрите практики на претходната и ги применува и освојува нови победи. Тие нови искуства што ќе ја направи новата иницијатива се пренесуваат во третата. Тоа е начинот на кој функционираат граѓанските иницијативи. Знаете што, ова што го говори Бојаровски ми дава вака шлагвор да кажам дека поентата на секоја авторитарна власт е да го подели, нели, да го сегрегира општеството. Посебно граѓанското општество и било какви граѓански иницијативи. Примерот на студентите, хонорарците, синдикалците, новинарите и така натаму говори за прв пат во Македонија за една солидарност. И она, нели, што го споменува господин Бојаровски. Во што се состои приказната? Не затоа што сите тие се борат да соборат политички еден режим. Тие не се борат за власт. Тие се борат, нели, за своите одредени привилегии и права кои што ги имаат како такви, нели, студентите своите, синдикалците своите, работниците, хонорарците и така натаму. Но во одреден момент таа борба станува заедничка станува затоа што имате власт која се бори за задушување на сите тие граѓански иницијативи. И тие сите се обединуваат под еден чадор. Не за да го срушат режимот и за да дојдат политички на власт, туку евентуално за да имаат утре некаква политичка власт која ќе им дозволи под нејзиниот чадор, нели, како граѓански здруженија да можат да ги остваруваат своите права, односно да ја имаат својата автономија.
И апсолутно само за тоа се работи и се согласувам дека тоа е нивната борба и тоа е суштината на солидарност. Студентското движење очигледно предизвика промена во општеството, тоа сите се согласуваме и останува присутно и силен фактор. Да видиме еден блок реклами, па ќе ја продолжиме нашата дебата. Кредит за 3 пати повеќе дружење. За твоите 100 денари добиваш 300 денари кредит. Активирај со повик на 1450. Джабест, најефтин припеид. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her baby, 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 I'm on fire. I tell her baby, 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 I'm a fireball. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. Она што навистина е потресе македонската јавност оваа недела беше смртта на малата Тамара. Таа не ја дочека операцијата, чекајќи фондот да одобри пари да замине на операција во странство. И никому не му паѓа на памет да понесе одговорност. Ке ве прашам сите тројца, како вие гледате на се? Трагично е тоа. И тоа е резултат на една системска грешка. Тоа не е инцидент. Зад смртта, трагична смрт на тоа девојче е системска грешка, зад која стојат многу јасно препознатливи фактори кои ја прават таа грешка, кои ја создале таа грешка и кои дозволија тоа девојче да умре. Тоа е страшна работа. И тоа автоматски, бидејќи е така и не може поинаку да биде, автоматски следува дека сите по линијата на хиерархија треба да си поднесат оставка. Тоа е најмалку. Оставка, без никакви размислувања. И целата јавност така реагираш. Значи, ова дефинитивно е трагично и болно. Секој треба да се стави рака на срце и да се постави како би се чувствувал да биде на местото на родителите на малата Тамара. Да ти се случи вакво нешто, ваква трагедија, да се изгуби млад живот, затоа што некој се игра, потпишува, не потпишува и на крај да излезе да каже дека жал му е. Ја не сакам да верувам, а имам слушнато, дека не само случајот на Тамара, дека и многу случаи кои што чекале на потпишување во Фондот за здравство се дел од пазарање меѓу луѓето внатре во фондот. Таму има брзани потписи, сите знаеме. До кај отиде на работа до безкрај, до нелогичност, до не можеш ништо да објасниш. Таму имаме директор албанец, имаме директор македонец, двајца. Ако и едниот потпишува за пациент албанец, другиот не потпишувал. Имам слушното, немам уште докази за тоа. Но ако и такво нешто се потврди, ја не знам што би барале тие луѓе во фондот. Мора да се провери, да влезат инспекции да проверуваат таму што се случува, но тоа не може да се случи затоа што сите институции во оваа земја се исполитизирани и се под контрола на една сила на моќ. И секој си ги брани сопствените луѓе затоа што се нивни кадри. И на ова мора да се стави крај. Како? Значи мора да има одговорност. Мора први да се повлечат по хиерархија, како што спомна и колегата. Сите мора први да се трнат од позициите кај што се први од морални причини, па после тоа да има и судска разрешница, но сето тоа во сега со ваква атмосфера и со луѓе кои што ги држат вака институциите не може да очекуваме. И не може да веруваме дека нешто ќе добиеме некаков резултат. Мора да се стави крај ова, а крајот ќе дојде со промена на овој режим. Нема на друго. Имаме систем на така наречено, јас би рекол, елитистичко здравство. Значи, зборуваме за
промени и за реформи, илјадници реформи направивме во изминативе години. Значи, гледаме дека 24/7 министрите за здравство работат ноќе, влегуваат, упаѓаат во канцеларии, бркаат, не знам таму, лекари кои што пушат во канцеларија и така натаму. Значи, гледаме разни глупости во тие реформи. Значи, ние не се обидовме во корен да го смениме ние. Кога велам ние, зборувам за власта, значи за владеачката партија, не направи чекор понатаму да елитистичкото здравство го напушти. Елитистичко во која смисла? Ако сте вие член на партијата или на елитата или на фамилијата или на некој начин близок до тие луѓе кои што одлучуваат во лекарските комисии, тогаш ќе имате пари вие или вашето дете или вашата мајка, вашата баба. Значи, јас знам многу случаи на постари луѓе кои што добивале пари да се лекуваат во странство. Значи, ние денес објавивме една приказна во која што рековме дека двајца високи владени функционери за 7 дена на нивните роднини им се дадени пари, и то многу повисоки пари од колку овие за Тамара, да веднаш се лекуваат во странство. Тамара е одбивана 3 пати од комисиите, од лекарските комисии со драматична диагноза која што била итна, запишувана како итна и така натаму. Значи, зборуваме овде за, се служиме со еуфемизми и така натаму, меѓутоа единствениот збор, според мене, не е само оставка. Ја им се чудам на тие луѓе, Маја Парнаџиева, министерот Тодоров. Па вие треба да имате елементарна човечко достоинство, елементарно, и да кажете, јас поднесувам оставка само затоа што девојчето починало. Не сум виновен, ништо, немам никаква улога во случајот, ама на функција сум на која ќе поднесам оставка. Јас им се чудам тие луѓе немаат образ, тие се џонови. Значи, ве молам, тоа не би се случило во ниту една земја, да не зборуваме за демократиите во Европа. Тој вели, министерот вели, јас направив се што можев, па дури и повеќе. Замислете таа изјава. Замислете таа изјава. Амди Бајрам имаше 103%. 103% како Амди Бајрам. Тоа повеќе е решението што мајката го доби 3 дена после смртта на девојчето. Тоа ли е повеќе? Тоа е таа фарса, да. Се молам, тоа е. Тука ја завршуваме вечерашната дебата. Останете со програмата на Телма, а од понеделник повторно топ тема се до петок. Имајте пријатно.